Поплавени куќи, улици, индустријски објекти, откорнати дрвја, растурено ѓубре до оштетчението на Маркова река. Обилниот дожд кој наврна во Батинци, Студеничани и делови кон Пинтија предизвика големо излевање на водата во овој дел на Скопје. Водата навлезе во домовите на локалните жители и им предизвика материјална штета. Надлежните веднаш реагираа за да не дојде до поголема хаварија. Уверуваат дека жителите се безбедни, цела механизација е на терен, а од Дирекцијата за заштита и спасување ја испомпуваат водата од улиците. Водата од Маркова река се повлече од улиците и куќите, но жителите од Батинци стравуваат дека ако врнежите продолжат, може повторно да дојде до излевање на реката. Жителите апелираат освен редовно чистење на каналите, мештаните да бидат совесни и да не фрлаат ѓубре во реката и околу неа. Нарочно овде од мостот носат ноче со колички, со било што и каучи, и не знам ти што и фрлаат. Дојде што се вика за сат и по време дојде вода голема и одеднашка се поплаила. Кај брат ми е у подрум влезена, кај него у подрум влезена. Овие треба да се очистат нагоре, па да... Ово не е прва поплава, ово е трети пат како е поплава. Навлезена водата во подруми, навлезена водата во приватен имот, во ниви, таму на еден се му е поплавено, да преку река овдека, да кај на жена внатре, да во куќата е влезено, значи штетите се огромни. Градоначалникот на Студеничани Садики му се заблагодари на колегата од Кисела вода Ѓоргиевски што веднаш дојде на помош и посочи дека ќе побара помош и од владата за санирање на штетите. Денеска почна да се нормализира состојбата. Синоќа имаше многу големи наноси на Маркова река. Имаше поплавени неколку дворови, десетина куќи се поплавени. Ќе се обидеме и со наши сили и ќе бараме помош од владата да го решиме овој проблем. На терен излезе и сеизмологот Михаил Гаревски кој објасни дека излевањето не предизвикало голема штета и дека граѓаните можат слободно да го користат локалниот мост. Столбовите не се поместени, не се изместени, темелите не се оштетени, но има еден дел, не многу голем распод, кај што е плочата, има една прснатина која што повторно потенцирам, сигурно не е како резултат на сегашнава да ја наречам поплава. Во време на невреме градоначалничката на Скопје Арсовска наместо да помогне ги напаѓаше колегите преку Фејсбук. Џабе се слика со лажен хероизам градоначалникот во заминување Орце Ѓоргиевски, кој освен со сликање со друго не може да се пофали. Со превенција се спречуваат поплави, не со глумење спасител. Ѓоргиевски одговори дека времето ќе покаже кој ќе се збогува за секогаш од политичката сцена. Политичар се покажува кога е најтешко, кога не се штедиш, кога не се криеш, кога не глумиш статуси, туку си таму, со луѓето во првите редови. Народот знае времето ќе покаже кој доаѓа, кој заминува и кој ќе се збогува за секогаш од политичката сцена. Допрва ќе се проценува материјалната штета која е направена по излевањето на Маркова река.